името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Денес во вистина и слава се исполнува сето она што било пророкувано за доаѓањето на Месијата, на царот Израилев, кој според пророштвата требало да го спаси израелскиот народ. Се остваруваат со торжество сите предсказанија и праслики. Избавителот и ослободителот Господ Исус Христос влегува како цар во својот град, во градот на мирот, Ерусалим, јавајки на осле, влегува во свеченост, но не како цар кој војува со оружјата и со војска од овој свет, кој освојува народи и земји и убива многобројни противници, туку како цар кој смирено со својата безгранична љубов, со својата крсна жртва, ќе го победи најголемиот непријател на човекот, смртта. Да, Христос доаѓа како единствениот вистински цар, ослободител на човештвото, небесниот цар, цар на мирот, кој од совршено татковство, човеколюбие, крајно се смири, се испразни себе си од божествената слава и од неговото царско достоинство, така што постана човек, за да го направи човекот негов совладетел. Од историските летописи знаеме дека низ сето минато досега безбројни цареви, војсководци и завојувачи освојувале одредени земји, градови, поразувале војски, покорувале цели народи, некои од нив пролевајки многу крв со своите војски, се стремеле да го освојат и целиот свет. И навистина, доколку погледнеме во минатото на светот, ќе увидиме дека нема територија што некогаш не била освоена од некој. Па и денес без престан се случува таа борба за освојување на територии и за секако вид надмоќ. Стасавме дотаму што денес големите воени и технолошки сили се борат за освојување дури и на месечината и на вонземскиот простор. Меѓутоа, за тие сите освојувачи едно нешто, еден простор останал неосвоен, човечкото срце. Царот Христос пак, мили мои, е цар токму на човечките срца. Единствено Он со љубов може да го освои срцето на човекот и да го донесе вистинскиот мир во него. Он е единствениот владетел кој без ниту една единствена битка, без ниту една исврлена стрела или копје, без ниту еден испукан куршум освоил милиони и милиони срца и основал најголемо и вечно царство. Ете зошто денес, кога влегува во Ерусалим смирен, качен на осле, иако не остава некој посебен впечаток на цар според земското поимање на оваа титула, он е пречекан токму како таков, особено од младенците и од децата и од простите и добри срца на некои од народот, кои просветлени од Светиот Дух го пречекуваат со ескламации и пророчки восклици
Осана, благословен е кој доаѓа во името Господово, царот Израилев. Ова ги зачудило и збунило, но и огорчило до крај јудејските книжници и првосвештеници, кои што ги знаеле овие зборови од Светото Писмо, но ни најмалку не очекувале тие да му бидат упатени на еден според нив хулител на законот и ривал за нивното старешинство над народот. Во личноста на Христа тие не препознале и не сакале да го препознаат Месијата и Спасител. Затоа што имале сосема поинаква представа за царот Израилев. Тие несомнено сметале дека Месијата ќе биде основач на нова еврејска династија, која ќе ги победи римјаните и ќе воспостави едно големо земско-еврејско царство, а нив ќе ги награди со големи овластувања и моќни позиции. Но Светиот Дух им открил на децата и на чистосрдечните дека Исус Христос, Назареецот, е вистинскиот Спасител и Царот на човечките срца, кој единствен води кон вечната слобода и нетлена радост. Понекогаш сите ние правиме грешка кога празниците за кои си спомнуваме во црквата ги сметаме за нешто минато, нешто што се случило некогаш одамна и е многу далеку од нас. Да, сите тие сценастани што имаат историски простор се случиле во едно одредено време и на определено место. Меѓутоа, во литургискиот време-простор на црквата, сите настани поврзани со животот на Христос повторно се одвиваат и доживуваат како сегашни преку благодатното и мистично учество на верникот во животот на телото Христово, кој ги обединува и минатото, и сегашноста, и иднината. Затоа, во богослужбените текстови, што воспеваат некое конкретно собитие од Христовиот живот, стои определението денес. Така значи денес, пред страдалната седмица, Господ Христос влегува во градот Ерусалим. Гледајќи од историски аспект, во тоа време во земскиот, но од литургиско гледиште, он денес реално влегува во Ерусалим, на моето и на твоето срце. Затоа да се запрашаме, мили му, дали во нашите срца има место за Христа? Мислам дека честопати во нас не се наоѓа место за Него, затоа што во нашите срца владее еден друг Господар, за жал. Нашето страстено его, нашето болно себелюбиво јас, нашето гревовно сепство, кое што се противи да го прифати Бога, кое што се прилепило за житејските грижи и многобројните страсти. Тогаш, што треба да направиме, доколку сакаме пресладкиот Христос и Неговиот мир вистински да влезе во нашиот Ерусалим, за Него толку возлюбен? Велиме, возлюбен затоа што Бог, замислете, крајно се смири и стана човек само за да ги освои човечките срца. Но не
да ги освоим и владеем, како што ние во овој свет го знаеме или го замислуваме владењето, туку да ги оживи и облагороди, да ги исполни со љубов, радост, мир и вечен живот. Светите оци одат дотаму што велат дека Бог лудо го люби човекот, така што направи се за да биде со своите возлюбени, за да пребива во нашите срца. Што треба, значи, да направиме, мили мои, за Он да се всели во нас и да не направи суштински радосни луѓе на Евангелието, благовесници на вечниот живот, луѓе на новата твар, вечни сожители и совладетели на овој вечен цар, треба да му го предадеме нашето срце нему, да го пресретнеме со благоухани цветови од добродетели, од смирение, добрина и љубов, да ги постелиме пред него маските и облеките на нашата гордост и лицемерие. За Он да помине врз нив и да ги преобрази, да му ги измиеме мисловно неговите пречисти нозе со мирото на покаянието како жената грешница, да му извикаме во смирение и стравопочит како разбойникот од крстот. Спомни си за мене, Господи, кога ќе дојдеш во царството Твое. И Он ќе влезе во нашето срце и ќе го направи место на мирот, на вистинскиот, траен мир, мир каков што им дал на своите апостоли. Мир ви оставам, мирот свој ви го давам, јас ви го давам, но не како што го дава светот. Мили мои, вечерва започнуваат нашите последни чекори кон најголемиот празник, празникот над празниците, Пасхата Господова. На тој празник конечно е победено најголемото зло за човекот, смрт. Душеполезно е за нас во текот на оваа највелика седмица да размислуваме за евангелските настани, за жртвата што Бог ја поднесува за нас, за неговите понижувања и страданија, за крстот на Голгота. Гледате, Он не избра за себе некаков раскошен престол, украсен со злато и секакви скапоценности, како што тоа го правеле земските цареви, ами го избра крстот на Голгота, од каде не прегрна сите. Да размислиме за сето тоа, на она што, како што не се советуваше денес апостолот Павле, што е вистинско, што е честно, што е праведно, што е чисто, што е љубезно, што е достојно за слава, на она што е добродетел, што е за пофалба. Само на тоа мислете, на тоа, мили мои, да мислиме, на вечниот живот, зашто сето ова што не обкружува овде, земната слава по која многу пати трчаме, богатствата за кои правиме се за да ги придобијаме, задоволствата што се стремиме да ги доживееме, сето тоа еден ден ќе не остане. Наш стремеж, наше богатство и задоволство треба да биде оној кој е, оној кој денес влегува во Ерусалим и чека да влезе во нашето срце. Кога Мојсей на Светата гора
го запрашал Господа како му е името, добил одговор: Јас сум кој сум, оној кој е, кој вечно постои. Оти, кој е оној што би можел да го именува Бога? Никој. Но ете он прими и име како човек заради нас и беше виден на крстот повторно заради нас. Тој е оној со кого ние треба да заедничариме. Он е Царството Небесно. Он е нашиот мир. Тој е оној на кого денес целиот Ерусалим пророчки му извикува: Благословен е кој доаѓа во името Господово, Царот Израилев, Царот на срцата наши. Да го примиме во своите срца, да имаме добра Паска и да го победиме злото во нас заедно со Него, кој е единствениот победител и ослободител. Амин.